колкава е температурата на површината кај што има сенка, колкава е температурата на површината кај што нема сенка, колкава е температурата на земјата и колкава е температурата на бетонот и асфалтот. Исто така и колкава е температурата во кукичката од земја, ќе ви снимам во ова видео и заедно ќе прогласиме победник, односно најтопла површина и најнепогодна за живот. Останете, изгледате го видеото и видете какви температури ќе измерам. Таму каде што има земја, таму е поладно. Таму каде што има асфалт и бетон е потопло. И ние, наместо да се трудиме во пресрет на овие климатски промени, да имаме што помалку бетон, ние напротив се повеќе бетонираме и со тоа го подигаме нивото на температурата на некое рекордно, огромно, неподносливо ниво. И сега одам да снимам и да ви покажам како влијаат тие вештачки материјали на тоа зголемување на температурата. Има земји во светот кои што се трудат да задржат повеќе земја, кои што прават патеки од камења, кои што прават патеки од камени плочи, кои што прават патеки од природни материјали, се со цел да се задржи нивото на температурата на амбиенталниот воздух на некое подносливо ниво, но за разлика од нив, ние правиме се спротивно, односно бетонираме се што ќе начекаме. Ние сме како некои зависници од бетон. Имавме порано дворови од земја, дворови со лоза над нив, во кој беше пријатно да се седи, во кој што имаше убав воздух и од кој што добивавме храна. Значи, тие лозници што беа во секој двор служеа и за храна, и за сенка, и беше многу убаво да се седи покрај нив. Меѓутоа, ние сега ги тргнавме тие лозници, ги тргнавме тие дрвја од дворовите и ставивме толку бетон. Се надпреваруваме кој повеќе бетон ќе стави. Зошто? Јас не знам зошто се прави тоа, меѓутоа се прави и со тоа се зголемува температурата на воздухот. Видете само колку е жешко. Жешко е поради тоа што е се бетонизирано. Колку повеќе бетонираме, толку повеќе температурата оди нагоре. Сега ќе ви го покажам тоа, одам да снимам и да видите за што зборувам. Ајде сега одиме да измериме малку подсенка. Ова ми е пред кукичката, овој дел е често подсенка. Па ајде да измериме колку е температурата под сенка. Значи видовте околу 30 степени е температурата под сенка. Температурата надвор е 45 степени, што значи дека под сенка околу 15 степени пониска. Ајде, одиме да измериме внатре во кукичката. А еве сега да измериме колку е внатре во кукичката. Еве колку е внатре, 26 степени. Ајде сега одиме да измериме покрај реката, односно да видиме
колку помага реката во намалување на температурата. Па ајде одиме до реката да измериме и да видиме што ќе добиеме од таму резултати. Ајде да измериме и реката, значи за реката секако се знае дека е поладна, меѓутоа сега ќе видиме колку температура е реката и во низината околина. Значи реката е 21 степен, супер. Покрај реката е 25 степени, значи ајде сега да снимаме и колку е температурата околу асфалтот. Значи амбиенталниот воздух околу асфалтот е 57 степени, најтопло до сега. А еве колку е и на асфалт под сенка. Значи видите само едно дрво колку може да помогне. Температурата е 31 степен, неверојатна разлика. Со само едно дрво колку се намалува температурата. Браво за дрвјата. И така, рекордер е значи асфалтот со 57 степени за најлоша можна средина, а најмалку се измери во реката, односно 21 степен. Значи, видовте и сами дека разликата е огромна, дека дрвјата се што имаме. Без дрвја остануваме само на асфалт, а тоа значи дека ќе живееме во пекол. Ако го баравте пеколот или најтоплото место е асфалтот. Така да се надевам дека ви беше поучно ова видео, дека разјаснивме некои работи, дека се виде на дело дека дрвјата значат живот, дрвјата значат ладовина и дека сенката на дрвјата ја разбира само тој што некогаш засадил дрво. Толку од ова видео, ви благодарам што го изгледавте. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш, останете ми во секое добро и се гледаме.